Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски после работно време присуствувал на партиски состаноци на ВМРО ДПМН, но со свое собствено возило, но и со лично обезбедување кој му следува според позитивните законски и подзаконски норми, одговори од МВР по обвинувањата од страна на опозицијската СДСМ дека Тошковски ја злоупотребува својата функција за партиски цели. Во дописот до телевизија 24, откако побаравме одговор од МВР, наведуваат: Што се однесува за присуството на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на партиски настани, ве известуваме дека министерот на тие настани присуствува по завршување на работното време. Министерот Тошковски на партиските активности оди со приватно возило. Според позитивните законски и подзаконски норми на министерот за внатрешни работи му следува 24 часовно постојано лично обезбедување. Ова доаѓа откако веќе известен период опозицијската СДСМ јавно го прашуваше Тошковски дали ја злоупотребува својата функција и дали партијата му е пред се, односно како што наведуваат, наместо да се бави со тоа што му е надлежност, се бави со, како што велеа, политиканство, но и бараа негова оставка. И денеска во својата реакција во која реагираат за искршени стакла на партискиот штаб во Градско, наведуваат: синоќа се искршени стаклата на изборниот штаб на СДСМ во Градско. Овој насилнички и вандалски чин го покажува стравот на власта од изборниот пораз во Градско. Бараме МВР и Панче Тошковски да не ги штитат насилниците, туку веднаш да постапат без партиски директиви. МВР да го расчисти случајот до крај и сторителите да одговараат. Во врска со партиските состаноци за кои СДСМ обвинуваше дека покрај Тошковски присуствували началници и бара институциите да реагираат, телевизија 24 ја контактираше и антикорупцијска, кои во одговорот се повикаа на правилникот во кој се содржани ограничувањата кои важат за изборниот период, но и повикувајќи се на член 13 од кодексот, укажуваа дека не е спорно присуството на партиски состаноци после работно време, се додека не се доведе во прашање професионалноста на институцијата, но и наведуваат дека го следат изборниот процес и ќе превземат мерки во случај на сомневање за прекршување на законските правила и ограничувања.